Во февруари жители на Струшко Октиси се побунија против сечата на дрвата во атарот на селото. Се заканија со масовни протести ако дојде до ерозија на земјиштето и им се загрози изворот за вода. Да се поништат сите тендери што се распишуваат во нашето село за сеча или сличен геноцид на нашата природа. За време на вонредната состојба, селаните повторно реагираа дека се пустошат шумите над Октиси, но од национални шуми демантираа, велат се сече плански. Никаде нема извори во тој дел каде што ние ќе работиме. Направив од камен зид. Дојде човеков, собственикот на тендерот, го руши зидот. А вие зошто им правите препреки? А им правиме затоа што си го штита својот приватен имот. Како е сега во околината на Октиси? 360 степени посети две места во шумата на целото со двете спротивставени страни. На 800 метри надморска височина под падините на планината Јабланица е сместено селото Октиси. Помеѓу Вевчани и селото Виш, околината на Октиси изобилува со бука, даб, див костен и бор. Населението, она малку што останало, најмногу се занимава со градежништво, а има и повеќе столарски работилници. Мештаните не се многу расположени да зборуваат пред камера за сечата на шумата, освен оние неколкумина кои се жалат дека таа представува голем проблем. Еден од нив е Амди Цановски, кој тврди дека веќе има оштетување на цевките од каптажата која го снабдува селото со вода. Овде кај водата за Октиси. И овде баш е неоштетено и кажа дека имало и прекин на вода. А од што е оштетено? Од камионите се дорва од овде врде. Тука се вентилите главни, се запуштање и затворање. И од овде направо ливадава иде долу местото се вика Беличка река, каде што имаме и викенд куќи. А каде е сечата што ја прават во моментот? Сечата патов кај што ви кажав, кај што оди позади ова одма згода. Се вика местото Аџови кутли и таму е приватно земјиште. На приватно земјиште се сеча? Има и приватно и државно. Цановски тврди дека дел од имотот каде поминува механизацијата е негов и не крие дека ја попречува работата на сечачите. Луте што тој не смее да сече дрва на сопствениот имот, туку треба да ги ангажира национални шуми. Својава нива не може дрва за дома да се пече за огрев. Зимава да помни. Зошто? Па зошто треба да викна од македонски шуми, да ми маркират и да се платил 5 евра од кубик. За за шумава моја. А тој нека си шарат со камиони, за него дозволен. За нас не е дозволен. Затоа што, например, тој од Велешта имал пари да земи тендер. Ние немаме пари да земиме тендер, и ние имаме пари. Не ти тебе 2 милиони евра за тендер да земиш. Ќе го земиш тендерот ќе извадиш и за тебе и за државата. А што ви е најголемо стравување? Што ако продолжи да сече шумата? Што може да се случи? Се оголуваат фактички Октиси. Пошто Октиси, ви кажав и претходно, немаме голем терен ние на шума. Цановски признава дека шумата се соголува и од соселаните кои сечат на диво, но не ги осудува. Дрвокраци не може да наречиш, борба за живот. Се трудат да за некој ден, немаат работа, невработани. Патот по кој возевме заврши кај викендиците за кои нашиот соговорник тврди дека се многу блиску до изворот. Местото се вика Чинар. Добро. Местото е на собственост на село Октиси и од тука земаме вода. А исто на самото место се шарат и шумава. Значи сега што се шарат кај Чинарот. На колку метри од Чинарот е? Блиску е тоа до него? Блиску, па може и има некој 200 до 300, ето до 500 метра нека има размах. Но и тие ќе се ишарат да слези до кај Чинар. Иако најавениот протест во Октиси не се одржа, проблемите, како што ни објаснија од местната заедница, веќе ги адресирале до јавното предпријатие Национални шуми. Но раководителот на подружницата на државната компанија во Струга, Васил Радиновски, уверува дека сечата се прави плански согласно годишната програма за работа која е одобрена и од владата. Во периодот, како што се вика дека ние сме вршеле пред 3 месеци 4 пустошење и сечење на шумите, ние не сме вршеле таа работа, меѓутоа тоа се инсинуации, можам да речам. Што се случува? Затоа што ние во тој период немавме никакви договори прво за работа склучени со никого на тој дел. Едниот договор е склучен за одделението 73 на 12.6, значи сега, а претходниот, мислам, за претходниот оддел 72 е склучен на 15.5. Со истата фирма?
Со истата. Фирмата која сече на терен била избрана на тендер како најповолен понудувач, а ниту една од двете локации не е во близина на изворот што го посочуваат жителите, тврди Радиновски. Никаде нема извори во тој дел каде што ние ќе работиме. Изворот што наводно се кажуваат, мислам дека ќе бил упропастен од наша страна, е на оддалеченост од 600 до 700 метри од најдолната точка каде што ние ќе вршиме сеча. Има ли гаранција дека таму на 700 метри од каде што се сече нема да пресуши изворот или? Да. И не е на исти пат, на иста вододелница. Значи не се во иста вододелница, значи на спротивна падина од местото каде што е изворот. Добре. А ние околу изворот, како што е, тој паѓа во други оддел, некаде од 20 до 30 хектари се тие површини, ние во догледно време никогаш нема да сечиме таму, на таа површина. За да се увериме дали е така, екипа на предпријатието не одведе до местата каде почнале да сечат. Нивните возила не се движат низ Октиси, туку по друга патека. На одредени места каде патот минува низ приватни парцели, паралелно правеле нов пат низ предел кој се нарекува Краста. Третиот пат по кој може да се дојде до местото на сечата е низ селото Вевчани. По неполн час возење стигнавме на едно од местата, каде дел од дрвата веќе беа исечени, но трупците оставени. Ова е одделот број 72 или местото каде е предвидена сеча на букова шума. Според објаснувањето од Национални шуми, нема да има целосно сечење на дрвата, туку само проредчување. Според планот, околу 800 метри кубни дрва ќе завршат за огрев. Од предпријатието објаснуваат дека не работат секој ден на терен, но до крајот на годината треба да ја исполнат програмата за работа. На втората локација веќе се исечени околу 30 метри кубни дрва, а предвидено е сечење на уште 1200 метри кубни. Види, дабот е светлолюбив вид, за негова обнова не треба сенка, затоа се стопанисува дабот со голо сечно стопанисување, но со чиста сечена цела површина, за да имаме побрзо обнова, односно да потерат самата регенерација од коренот да се излезе, да се добијат побрзо обнова. Ова се стари дрва? Па овие се негдека по мерењето околу 60 до 70, 50 до 60 годишна возраст имаат. Во непосредна близина на сечата немаше извор, а поради густата шума на локацијата е тешко тој да се лоцира на мапа за независно да се увериме колку блиску или далеку е изворот од местото на сеча. Како и да е проблем постои за кој мештаните и Национални шуми веќе имале неколку средби, но засега не успеваат да најдат заеднички јазик. Предпријатието бара прекин на обструкциите за да нема потреба од полициска асистенција при секое одење на терен. Дел од жителите бараат раскинување на тендерот со ангажираната фирма, па и прогласување на Јабланица за национален парк, со што сметаат дека ќе се стави крај на слични проблеми.